Тути Кисковци, време е за најновото издание на вашата омилена детска емисија. Денешното издание го посветуваме на децата и штедењето пари. Многу повеќе ќе дознаете веднаш по рекламите. Имајте ја најубавата насмевка на вас. Имајте бели и здрави заби. Стоматолошка ординација Симбел Дент. Професионални услуги во сите области од стоматологијата, од превентива и лекување на болестите на устата и забите, се до оперативно вадење за останати заби, поставување порцелански пломби со врвен квалитет и поставување импланти. Денталните импланти се современ и ефикасен начин да се надополнат забите што недостасуваат и се дизајнирани така што ги имитираат вистински заби. Најдобро решение доколку ви недостасува еден или повеќе заби. Тимот на Симбел Дент работи со најквалитетните импланти Анкилос, Мис и Кортекс. Сигурни, безболни, долготрајни. Материјалите од кои се изработени се сосема биокомпатибилни. Симбел Дент, ординација за големи и за мали. Љубезен и врвно стручен тим, прилагодливи цени, соработка со експерти од земјава и странство. Симбел Дент, локација во блок 70 во Тетово. Во продавниците кои се наоѓаат во близина на Кино Братство, спротиградскиот пазар и во близина на Тетовчанка, Дараком ви ги нуди буквално сите видови бои, лакови и се останато за современо молирисување и бојадисување од најреномирани производители. Дараком располага со компјутерски машини за нијансирање на сите видови бои по желба на потрошувачот и нијансирање на автобои. 20-годишното работење гарантира квалитетна услуга, експедитивност и стручни совети. Продажба на големо во спортската сала. Дараком, бој со препорака од прва рака и екстра брза испорака. Постепеното запознавање на децата со суштината и вредноста на парите е важен дел од растењето, затоа што така тие сваќаат дека не можат секогаш да добијат се што ќе посакаат. Го учат процесот на штедење, па дури и започнуваат да учат како да прават разумна инвестиција. Никогаш не е премногу рано да започнете да го запознавате вашето дете со парите. Експертите сметаат дека првите лекции треба да започнат уште на 3-годишна возраст, кога детето ќе започне да им обрнува внимание на парите. Токму, 3-годишните дечиња од детската градинка Младост, кои престојуваат во објектот спортски во Тетово, научија како да заработат, но и како да штедат. Во претходните изданија на Тутикиц гледавте како тие заедно со своите родители изработуваа подароци за мајките по повод Денот на жената, кој подоцна ги продадоа и на тој начин заработија парички. Тие пари ги заштедија за подоцна да си купат работи што им се потребни во градинка. Но за да не ги потрошат пред тоа, овие пари треба да се стават во касичка. А каде може да набавиме, се знае, во банка. Токму банката е нашата денешна дестинација. Родителите пристигнаа. Заедно со дечињата нестрпливо чекаме да дознаеме нешто повеќе, што всушност работат тие чичковци и тетки зад шалтерите кога мама или тато земаат плата. Ајде, добро утро, кој ни доаѓа? Филипче со Јана? Да видим Јана, и Калина со Али. Ајде, Јана, Али, Јана кажуваат дека многу убаво си поминале кај вас. Али спиели со Калина, а ти Јана? Јана кажува дека Филип заедно со Филип си ручкала, нели? Браво! Ние пак ќе ве ручкаше. Со тебе ручкаше. Што ручкаше со тебе? Што ручкаше Филипче? Мене кажи ми срцето, што ручкаше? Манџа со баба Весна. Баба Весна ви направи манџичка. Кажи ми ти мене кој прв изеде? Јан. Јана рече дека она прва изела, после ти со неја, да?
Браво! Ајде сега ќе си идеме во нашата соба, кај другите дечиња да ги спремиме за да одиме. Каде ќе одиме денеска? Ајдете, тато, можете ви, ајде. Каде ќе одиме? Ајдеме. Калина, каде ќе одиме денеска? Во банка. Ајде. Со нас ќе дојдат и Али, Аише и Јана, персонализираните кукли кои пак изминатиот период беа на гости кај Филип, Лара и Калина. Со цел овие дечиња да научат дека покрај своите права, децата имаат и обврски и грижа кон околината. Одиме во банка? Да! А што ќе правиме во банка? Што ќе ни дадат во банка? Касичка! Па зошто ни е касичката? Зошто ни треба? За пари имаме ние парички? Да! Од каде имаме ние парички? Од градинка се заштедивме? Да, ама зошто заштедивме? Што продававме? Подароците што ги правевме за 8 март. И сега каде ги чуваме паричињата? Најлонот може да ни се скине? Не. Може? Да. И сега ни треба нас убава касичка за да не ги загубиме што? Паричињата. Што ќе правиме? Значи ќе штедиме, така ќе штедиме. А зашто ни требаат парите да штедиме? Сакаме нешто да купиме или не? Да. Што ќе купиме? Пес бомбони, друго? Мастике. Значи тоа ние сакаме да купиме. А на што ни треба? Што ни треба друго нас за ово градинка? Сликовница? Друго што сакавме? Боички? Боенки? Затоа ќе штедиме. Ајде да облечеме јакничиња и одиме во банка. Дечиња, ги заборавивме другарчињата Али, Аише и Јана. Брзо да ги земеме, ајде. Светот нон-стоп врти круг, вчера север, денес југ. Што му можат лавини, полне со убавини. Нека спие сонцето, кога грее срцето. Сите луѓе срекни се, штом ќе почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало место убаво. Човек твој брат има само еден пат и по него оди ти, таму нема граници. Нека спие сонцето, кога грее срцето. Сите луѓе срекни се, штом ќе почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало место убаво. Секој го снима својот
Пристигнавме во банка. Тука сите се љубезни и ни ја објаснија својата работа. Не научија како да штедиме и ни дадоа подароци. Не една касичка, туку касички за секое дете. Fali kada je bil, sekoj je čovek kako ti. Ovo svet je malo, malo mesto ubavo. Како заработивме, може да кажам. Ние имавме работилница со родители и таму направивме поклони со мама и со тато. Тие поклони ги продадовме, правивме саем и ние имаме заработено паричиња. Да, само нашите паричиња сега ние ги чуваме во најлонче. Па сме дошле дечки што да ни дадат? Касичка. Касичка. За да? Што ќе правиме со касичката? Паричињата. Паричињата. Ние овие ќе ги оставиме кај вас, а вие ќе ни дадете, ако може, касичка за да си ги чуваме нашите паричиња. Така и дечиња? Да. И овие дечиња возвратија на подароците со песничка, но и со рачно изработен подарок. Ви носиме поклон од зработка од дечињата. Ова ќе биде еден мал поклон. Фала ви многу на сите, на вистина преубав поклон. Чуваме нашите собрани паричиња во најлонче. Значи паричињата што ги собравме. Еве вакаве, значи овие паричиња ќе си ги ставиме во касичка. Ајде да пробаме да ги ставиме во касичка, може? Така изгледаат нашите касички кои што ќе ви ги поклониме. Светот нон-стоп врти круг, вчера север, денес југ. Што му можат лавини, понесу убавини. Нека спие сонцето, кога грее срцето. Сите луѓе срекни се, штом ќе почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво, секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало, мало место убаво. Ваму, таму, шетав сам. Ајде сите. Дури купив цвет за мама. Ама цвет, најубав на свет. Ама цвет, најубав на свет. Сите заедно. Цветот има красна боја. Среќен празник, мамо моја. Ама цвет, најубав на свет. Штурецот и сомравката, приказната, сигурно ја знаете. За тие што не знаат, тука е. Ја научиме приказната за штурецот и мравката. Довидување. Ние пак ќе дојдеме да штедиме и штедна книжка да ни дада, може? Обезбедивме касичка во која дечињата ќе ги чуваат заработените пари. А потоа со нив ќе купат боички, боенки и сликовници. Светот нон-стоп врти круг, вчера север, денес југ. Што му можат лавини, понесу убавини. Нека спие сонцето, кога грее срцето. Сите луѓе срекни се, штом ќе почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да
сега, драги гледачи, сигурно се прашувате кој ја организираше оваа посета во банка. Ние ќе ви откриеме. Главниот виновник во наводници е негувателката Весна. Таа заедно со незината менторка Даниела успешно ги спроведуваат активностите на проектот на детската амбасада Меѓаши, партнерство за мир преку ран детски развој во Европа. Но што поточно значи тоа? Да слушнеме токму од нив. Добар ден, јас сум Даниела Трајковска, ментор на програмата Почитување на различности и градење на мирот во Република Македонија. Значи, ова е проект кој што е финансиран од Европската комисија и работиме на целата територија на Република Македонија. Сакавме да опфатиме поширок дел, да не бидеме сконцентрирани само на едно место и така опфаќаме во овој момент 11 градинки во Република Македонија од сите градови. Како што еве денеска видовте, бевме во Тетово, каде што колешката работи на овој проект веќе 2 години. Со прирачникот, регионалниот прирачник за интегрирана програма за почитување на различностите. Другите градови ни се во Скопје имаме 2 групи, Охрид, Вевчани, Струга, Струмица, Скопје, рековме, значи 11 градинки, пилот проекте кој што веќе трае 4 години од крајот на 2012 година и целта ни е да зборуваме и да работиме на градењето на мирот и на почитување на различностите уште од најрана возраст од дечињата, затоа што знаеме дека нели првите 5 се најважни години и тука се формираат децата како личности. Веќе подоцна е доцна за да се работи на почитување на различностите и градењето на мирот. Токму затоа ние ги опфаќаме најраната возраст и дечињата во градинките. Се надеваме дека овој проект ќе продолжи и понатака и главната цел ни е затоа што сега работиме по прирачник кој што се работи во сите околни држави. Тоа ги опфаќа затоа што регионален проект опфаќа 6 наши соседи, значи тука спаѓаат Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Хрватска и Македонија и секако од Северна Ирска, од каде што потекнува овој проект, значи 7 уствари, со тоа што во Република Македонија планираме да направиме наш прирачник прилагоден на нашето поднебје врз основа на искуствата од нашите воспитувачки кои што работат секојдневно со дечињата директно на терен и го прилагодуваат прирачникот и проектите и активностите врз основа на потребите и знаењата на нашите дечиња. Добар ден и денеска. Една голема благодарност до вашата медиумска куќа, која секогаш е со нас, така и денеска во нашата тема. Нашата тема е денеска нашите пари. Ова е програма, пилот програма дечиња, се многу малечки, но сепак нашите деца работаат веќе 2 години на овој проект. И денеска ја изработувавме темата нашите пари, каде што дечињата од малечки нозе можат да спознаат и да научат што се парите, што може со парите, како работиме со парите, како можеме да дојдеме до пари. Така ја посетивме и банката, каде што бевме на вистина добро пречекани од нивна страна. Можем да се надоврзам на темите. Темите се не само парите, тука се и семејството, околината од семејството. Значи, обработуваме разни теми со тоа што сакаме да ги научиме, како што кажа мојот ментор Даниела, да ги научиме дечињата од мали нозе да ги почитуваат разликите, да ги спознаат разликите. Јас мислам со една сугестија да кажам дека сепак дечињата тие разлики не ги прават возрастните, но ние да ги научиме од малички за утре кога ќе пораснат да им биде тоа полесно. Во оваа програма јас многу ги користиме нашите персонализирани кукли. Вие видовте именатиот пат, тоа се Али, Аише и Јана. Дечињата, значи, навистина добро ги прифатија. Во оваа програма ја користиме и боите,
ги користиме и сликичките на емоции, огледалото, каде што секоја тема, без разлика дали од овој проект или другите проекти, ги метнуваме и ги употребуваме овие средства метод за работа. Можам да кажам дека во дечињата имам голема соработка и со родителите, и со самата градинка врз работата на овој проект. Сум премногу задоволна, каде што можам и мојата колешка да ја спомнам. Пред се работиме со љубов, работим 32 години и тоа можам моето искуство да го споделим и со другите. Нашата цел е постигната. Имавме интересна емисија за нашите гледачи, а и дечињата ја постигнаа својата цел, обезбедија касичка во која ќе штедат и во иднина, а со тоа ќе научат да ги ценат парите. Имајте ја најубавата насмевка на вас. Имајте бели и здрави заби. Стоматолошка ординација Симбел Дент. Професионални услуги во сите области од стоматологијата, од превентива и лекување на болестите на устата и забите, се до оперативно вадење за останати заби, поставување порцелански пломби со врвен квалитет и поставување импланти. Денталните импланти се современ и ефикасен начин да се надополнат забите што недостасуваат и се дизајнирани така што ги имитираат вистински заби. Најдобро решение доколку ви недостасува еден или повеќе заби. Тимот на Симбел Дент работи со најквалитетните импланти Анкилос, Мис и Кортекс. Сигурни, безболни, долготрајни. Материјалите од кои се изработени се сосема биокомпатибилни. Симбел Дент, ординација за големи и за мали. Љубезен и врвно стручен тим, прилагодливи цени, соработка со експерти од земјава и странство. Симбел Дент, локација во блок 70 во Тетово. Во продавниците кои се наоѓаат во близина на Кино Братство, спротиградскиот пазар и во близина на Тетовчанка, Дараком ви ги нуди буквално сите видови бои, лакови и се останато за современо молирисување и бојадисување од најреномирани производители. Дараком располага со компјутерски машини за нијансирање на сите видови бои по желба на потрошувачот и нијансирање на автобои. 20-годишното работење гарантира квалитетна услуга, експедитивност и стручни совети. Продажба на големо во спортската сала. Дараком, бој со препорака од прва рака и екстра брза испорака. Во Тути советувалче, неколку совети кои ќе ви помогнат да му ја представите вистинската вредност на парите на вашето дете и да го научите да штеди и да ги троши разумно. Прво, запознајте го со монетите. Кога вашето дете ќе научи да брои, дајте му монети од 1 денар. Кога сметате дека вашето дете е подготвено, дајте му различни монети од 1, 2 и 5 денари. Така визуелно според големината на монетите, полесно ќе му биде да научи дека монетата од 2 денари вреди повеќе од монетата од 1 денар, а помалку од монетата од 5 денари. Воведете игра банка, во која вие ќе сте клиент, а вашето дете банкар. Дајте му монета од 5 денари и научете го дека таа вреди подеднакво со 5 монети од 1 денар. Вежбајте го менувањето пари додека не видите дека вашето дете разбира што всушност се различните монети. Објаснете му од каде доаѓаат парите. Нормално е децата да мислат дека парите доаѓаат од нивната мајка и татко и дека секогаш кога требаат пари, има доволно во паричниците на родителите.
Некаде на 5 годишна возраст децата се подготвени да слушнат и можат да разберат од каде навистина доаѓаат парите и дека не се неограничени. Тогаш е потребно да му објасните на вашето дете дека парите се стекнуваат со труд и работа и дека со нив може да се купува само она што е неопходно, а некои задоволства може да ги пружите само ако штедите. Покажете му дека има разлика помеѓу потребите и желбите. Многу често децата кога ќе видат нешто интересно в продавница, веднаш посакуваат да го имаат, па прават се што можат за да го добијат, а често започнуваат и да плачат. За да избегнете таков мал скандал во јавност, потребно е да го научите вашето дете дека има разлика помеѓу неговите желби и реалните потреби. Објаснете му дека постојат некои работи кои се неопходни за живот и кои задолжително се купуваат, и такви кои се еден вид луксус. Треба да му стане јасно дека не може да има секогаш се што ќе посака. Колку и да сте финансиски стабилни, ако му купувате на вашето дете се што ќе посака, правите голема грешка. Во таков случај ќе добиете до себе разгалено дете, кое како што ќе расте, ќе биде уште попребирливо и никогаш нема да може да научи да штеди или да ги цени парите. Научете го како да штеди. Кога веќе детето ќе започне да оди на училиште, доволно е големо да започне да учи да штеди пари. Купете му детска каса, по можност нека биде прозирна, за да може да гледа како се полни. Давајте му ги парите во форма која поттикнува штедење. Наместо да му давате банкнота од 10 денари, давајте му 2 монети по 5 денари или пак уште подобро 5 по 2 денари. Така ќе му дадете можност уште веднаш да тргне дел од монетите настрана за штедење, а само дел да остави за трошење. Носете го во продавница со вас. Користете го секој момент да му одржувате кратки лекции. Покажете му на дело колку е важно споредувањето на цените или пак искористувањето на промоциите. Сепак не користете тешки зборови како промоции. Зборувајте просто и едноставно, за да не го загубите неговиот интерес. Давајте му неделен джепарлак. Така ќе го научите детето дека треба да биде поодговорно за своите пари и дека треба да му служат одреден период. Ако случајно ги потроши сите на бомбони, не му давајте нови, додека не помине договорениот период од една недела. Ако сака да си купи нешто, ставете слика од посакуваниот предмет и до него плик или тегла. Така ќе му помогнете на вашето дете постојано да се подсетува што ќе добие, ако успее да ја собере преку штедење потребната сума пари и дека ќе успее да го добие само ако ја заштеди. Наградувајте го за штедењето исто како што вие добивате камата. На крајот на месецот за секои заштедени 10 денари, давајте му дополнителни 2 или 3 од вас. Така ќе го стимулирате да штеди повеќе. Дополнителни совети. Не го учете дека треба да му плаќате кога помага во домаќинството. Многу родители им даваат парична награда на децата за да си ја средат собата или пак ако успешно ја напишат домашната задача. Вие треба да го научите дека помагањето во домашните обврски е негово задолжение, затоа што е член на семејството. Не треба да дозволите за секое направено добро дело детето да очекува парична награда. Лекциите треба да бидат кратки. Децата не се навикнати долго време да се концентрираат на оно што им го зборувате, особено ако им е здодевно. Искористете го секој поволен момент и секое негово прашање, за да му одржите лекција за парите, но не претерувајте со монолозите. Лекциите треба да бидат интересни. Воведувајте во процесот на учење многу игри. Децата најдобро учат преку игри, а така вложуваат и повеќе напор за да ве разберат што им зборувате, тоест да ја научат играта.